Благодарам, председавач. Почитувани, денес пред нас го имаме ребалансот на буџетот за 2019 година. Многу важен документ за граѓаните на Република Македонија. Ребаланс на буџет кој е изготвен од министерот за финансии во обид, господинот Зоран Заев, а кој беше успешно презентиран од страна на министерката за финансии Нина Ангеловска. Меѓутоа, она што нас како пратеници, но пред се, македонската јавност ја интересира, е тоа што вие како влада во овој изминат период направивте. Што направивте во водењето на економските политики за овој период и што ќе направите во следниот период, за да им се подобри животот на граѓаните. Економијата во државата тоне. Граѓаните се од ден на ден се посиромашни. А оваа влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, не прави ништо за тоа да се спречи. Напротив, премиерот Зоран Заев преку новата министерка за финансии, наместо развоен буџет, стокмија и денес е пред нас повторно еден популистички буџет, кој е насочен на непродуктивни трошења и предизборна корупција. Според премиерот Зоран Заев ние блескаме. Македонија блеска, но за жал реалноста е сосема поинаква од тоа. Бројот на странските директни инвестиции никогаш не бил понизок. Странските директни инвестиции бележат огромен пат. Имено во периодот јануари-јуни годинава, во однос на ланската година имаме пат од 84,2%. И тоа кога земјите по регионот имаат рекордни инвестицијски циклуси. Катастрофална е ситуацијата во економијата. Бројот на работници во индустријата во јули оваа година во однос на јули лани е паднат за 2,5% во бројки. За секои 100.000 работници сега имаме 2.500 помалку. Катастрофална е ситуацијата и во градежништвото. Зашто најдобар показател се всушност и нивото на реализација на капиталните инвестиции. Бројката за првите 7 месеци се очајни 24,5%. Показател на катастрофалната ситуација во градежништвото е и секојдневното испуштање од работа на градежни работници, бидејќи повеќе не се работно ангажирани. Понатаму, оваа влада на 17 овој месец, односно, откако новата министерка е на чело на ова министерство, се задолжи за нови 61,7 милиони евра. Истото ќе го направи и следната недела со повисока сума. Не само ние како ВМРО ДПМН што ви укажуваме, туку и експертите во Македонија, експертската јавност, секојдневно ви укажуваат на фактот дека Македонија е енормно задолжена, додека капиталните проекти, кои се од стратешко значење за државата, воопшто не се градат. Ова влада ветуваше дека ќе го намали задолжувањето, но напротив, континуирано ги задолжува граѓаните на Република Македонија, на што исто така предупредуваат и економистите и експертската јавност. Министерката своето излагање го започна со зборовите дека со овој буџет се планираат уште повеќе пари кај граѓаните. Меѓутоа не образложи кај кои граѓани министерката мислеше, кај обичниот граѓанин кој едва и врзува крај со крај и кој бара начин како да си замине од Македонија, или кај граѓаните кои се блиски до врхушката на власт, за кои сите видовме дека има пари и тоа многу. Ќе зборувам за земјоделието. Во делот земјоделие, кој морам да кажам дека е од огромна важност за нашата држава, со овој предлог ребаланс на буџет се предвидуваат дополнителни средства за скап намештај, за кожени фотели и автомобили, а помалку пари за тие на кои што им е најпотребен, за земјоделците. Додека земјоделците мака-мачат да најдат откуп за своите производи, додека ги чекаат ветените субвенции кои се уште не се доисплатени и мерките за дополнителна помош, додека го чекат интервентниот фонд од 6 милиони евра, кој што премиерот го најави и кој што лично им го ветуваше пред да дојде на власт,
И со еден збор да кажам, додека земјоделците го чекаат животот кој што им беше ветуван, со овој предлог ребаланс на буџет во делот на земјоделие се предвидуваат дополнителни 25.000 евра за купување на мебел и нови 150.000 евра за купување на автомобили. Заев и министерот Димковски кратат и неверојатни 20 милиони денари од ставката за рурален развој, од буџетските средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието. Тие 20 милиони денари се пари за унапредување и развој на земјоделието. Но може би и со право, зошто и да се вложува во нешто кое што оваа влада систематски се труди да го уништи. И добро напредува во тоа. Инветувавте многу на земјоделците, но ништо не остваривте. Откуп нема. И тој што го има е далеко од очекуваното. Односно, земјоделските производи се даваат, а не се продаваат, се даваат далеку под производствената цена, или пак гледавме жални слики како се фрла на буниште производот. Додека вие купувате намештаи, автомобили, земјоделците немаат пари да си ги изораат нивите, да купат средства за заштита, препарати, а не пак да преживеат. Додека вие систематски го уништувате земјоделецот, еден регистриран земјоделец, кој цела година работи на нива заедно со цело свое семејство, не може училишна ташна да му купи на своето дете, не може достоинствено да го испрати на училиште истото тоа дете кое заедно со него ги работи цела година нивите. Изборувате меѓувремено за задржување на младите во Македонија. Сигурно со ваквиот пристап ќе ги задржите. Теквишијата од лозарски крај ја направивте печалбарски крај. Просечна старост на лозарите е 65 години. За некоја година нивите, лозијата ќе бидат оставени сами на себе. Ќе нема кој да ги работи, ќе бидат напуштени. Го уништивте и девалвиравте земјоделието и земјоделецот. Со овој предлог ребаланс на буџет се крати 1,5 милион евра од ставката водостопанство. А добро знаеме дека токму поради огромната негрижа на оваа влада кон акционерското друштво водостопанство се нанесија огромни штети на земјоделското производство. Каналите останаа неисчистени и празни, поради тоа што за време на екстремно високи температури лозијата, нивите не беа поливани. Штетата е огромна, од 50 до 70%, а некаде и 100% уништени лозија. Ниту еден проект не е реализиран во водостопанство, освен секако ако вие го сметате за напредок и за проект тоа што се купија, се набави автомобили за централата на АД водостопанство. Додека, за разлика од тоа, во подрачните единици немаат резервни делови, нема нафта, нема бензин, нема основни услови за работа, поради што и вработените стапија во генерален штрајк. Затоа што не се платени, нема плата. Но штрајкот беше прекинат поради огромниот притисок, а не поради обезбедување на основни услови за работа или пак на плата. Немате реализирано ниту еден проект во водостопанството, а судејќи по овој ребаланс нема ни да се обезбеди. И не само во водостопанството, судејќи по овој ребаланс, голготата на земјоделците и понатаму ќе продолжи. Со овој предлог ребаланс на буџет се кратат средства во Министерството за одбрана, кои се предвидени за меѓународни активности, функционирање на логистиката на армијата, унапредувањето на одбраната и безбедноста и интеграцијата во НАТО. Дали сократењето на средствата во буџетот, кои се наменети за влезот во НАТО, ќе се доведе во прашање интеграцијата на државата во алијансата? Или поточно, ќе одиме по ставки, со предложениот ребаланс на буџет се намалуваат средства од подпрограмата 22 логистика во армијата на Република Македонија за 5 милиони денари. Ова подпрограма опфаќа проекти, задачи и активности со кои се обезбедува логистичка поддршка во армијата. Активности во логистичка поддршка, логистички работи и тоа од ХТЗ опрема. Значи, кратите опрема која е од основно и витално значење за нормално и безбедно извршување на секојдневните работи на електричарите, механичарите
и останатите ракувачи. Понатаму се крати од ставката снабдување со материјали од класа 1 до класа 4. Треба да напоменам овде дека во класа 1 е исхраната на припадниците на армијата на Република Македонија. Дали има потреба да ви кажувам, колеги, дека припадниците на армијата на Република Македонија немаат соодветна исхрана? Во најголем дел од касарните водата е бактериолошки и хемиски неисправна. Затоа војниците вода си носат од дома. Во армијските кујни нема основни продукти за готвење. Нема основни продукти, не пак месо или тоа другото што е потребно. Срамно е што со овој ребаланс на буџет се крати токму од овие ставки. Понатаму, под класа 2 е опрема на припадниците на армијата, каде што состојбата е веќе алармантна. Униформите се искинати и веќе нема место каде да се стави крпа на нив за да се сошијат. Па затоа по касарните можете да видите војници во 3 различни униформи. Овде во оваа ставка спаѓаат и чизмите. Оние чизми кои покрај гумите се најголемо достигнување на Министерката за одбрана. Чисто да знаете дека ни 50% од војската не добија од тие чизми, затоа сега можете да ги видите војниците дел во искинати, дел во патики, дел во чизми купени лично од нив. И со таква шаренолика армија ние ќе влегуваме во НАТО. Во ребалансот има намалување и на ставка 424 поправка и тековни одржувања во износ од 24 милиони денари. Објектите се намалува од таму, а објектите каде што се сместени војниците се со руинирани санитарни чворови, стара електрична и водоводна канализација и инсталација, која доведува до чести дефекти, а за нивна санација се чека и по неколку месеци. А неретка е праксата вработените во армијата сами да си купуваат неонки или ситни делови или да поправаат некој поситен дефект. Срамно е до кај оваа влада и оваа министерка ја донесија нашата армија. Слична е и состојбата со возилата. Неисправни се повеќе од 60%, а голем дел од нив не се употребуваат, не се во употреба заради ситни дефекти, а и оние кои се употребуваат се технички неисправни, со што е загрозена безбедноста и сигурноста на војниците кои се превезуваат. Нивниот ризик е огромен. Но важно има пари за нови возила во Министерството за одбрана, тие се возат со луксузни возила, а има пари и за министерката да се возе со хеликоптери. Има уште многу што да се каже, но во интерес на времето тука ќе прекинам. Ви благодарам.